Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и редовното отворено на тема. Се разбира, отворено зашто само така може да се разговара, а мора да се разговара на тема. Како нешто што како идеја која не води кон поентата што накрај ја кажуваме, или како порака од мене оваа емисија и мојот соговорник. Партиите се наоѓаат некаде на крајот на еден политички процес во кој што делува 27 години. Се подобруваше, се доменаџираше нивниот начин на делување, при собирање на членство и се тоа дојде некаде при крај, исто како и што е крајот на една европска идеја за либерализам, кој не даде резултати, освен широко расслојување на населението. Со сите последици. Околу тоа социолозите, психолозите и оние кои сметаат дека треба да дадат одговор за состојбата во општествата во Европа за ова време, ќе си го кажа тоа. Резултатите се вакви: дехристиянизација на Европа, наместено или ненаместено движење на народите кои доаѓаат во Европа со не така голем можност за вклопување во европскиот културен код. Го вадам делот од говорот на Орбан, председателот на Унгарија, кој го анализираше собствената политика со која може да се согласуваме или не. Каде е Македонија? Тука, ќе слушате такви одговори од гостите кои ќе бидат овде отворено на тема, а јас како што започнав. Партиите се нужно пред реформа. Демократизацијата или начинот на формирање на мислење, донесување на одлуки, па и функционирање и пред едната и пред другата партија е императив. Без разлика што едната партија сега е на власт, таа ќе мора да се соочи со интересите на поголем број на чинители во почетокот на идната година или таму, кога ќе бидат распишени новите предвремени парламентарни избори, и опозицијата која нужно мора да се структурира и преструктурира поради положбата која ја зазема во општеството. Неколку постулати кои јас ги кажав. Сега, што ми беше воведот? Воведот ми е тоа што Никола Груевски на една пресконференција рече: на високото партиско тело, извршниот комитет, ќе го подмладам, ќе го оспешам, ќе донесам нови луѓе кои со нови идеи или можеби нов начин на делување ќе го покажат современото лице на партијата на чие чело е тој. Смени или донесе 15 нови членови, од кои што еве тројца или четворица веќе се беа на позиција во отворено на тема, изборуваа за тоа што тие донесува. Меѓу нив има и доста млади луѓе со претпоставувам политички свежи идеи кои е интересно да ги слушнеме. Еден од младите од тие е и Марио Цветковски од Куманово, член на извршниот комитет на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН. И нека ми е добре дошол во емисија. Марио, добре ден. Добар ден. Јас го започнав овој разговор со една кратка анализа за тоа дека нужноста на промените и не зависи од волјата на лидерите или од волјата на партиите. Тоа си го носат генерациите кои имат различно гледање на светот. 15 нови луѓе во извршниот комитет, тоа е скоро нов орган. Со 16 заедно со председателот кој остана. Како функционира тоа? Ние до сега имавме неколку седници на извршниот комитет. Имаше доста долги расправи, доста дискусии, значи сите точки кои што и сите политики кои што се креираат во седиштето на ВМРО-ДПМН, односно во извршниот комитет, се одмерени буквално од секој аспект. Што исто така напоменавте дека има и нови 15 членови. Многу интересна работа е што тие 15 членови доаѓаат од различни области од функционирање на општеството, што го зајакнува тој капацитет на извршниот комитет да секој преку своето искуство од минатото и своите видувања, преку различна дискусија и дебати и расправи на извршниот комитет, дојдеме до определен заклучок. Она што го прави цврсто извршниот комитет во моментов е, како што кажав, различните каракти и различните идеи кои што се спојуваат токму таму. Господин Цветковски, да се дојде до нависокото тело на партијата по редоследот на нештата,
ќе треба да се поминат низана инстанци во партијата со освојување на симпатиите, на одговорности и решавање на партиски и некои други задачи 11 години во ВМРО на власт и е логично како круна на кариерата да се биде член на телото кое ги креира политиките. Меѓутоа овде има личности како Србов, кои воопшто не се не знам дали си членови на партијата, не е важно. Важна работа е дека доаѓаат како луѓе во извршниот комитет, а не толку познати низ структурите на партијата. Како овде се содрувате? Еве, вие сте млад човек, а ги минавте сите структури на партијата. Како со овие луѓе кои не се комитетли? Значи, активни се тие луѓе, секој допринесува на свој начин во партијата и мора да разбереме суштината на составот на извршниот комитет. Помеѓу присутните таму, како што го споменавте, еден од еминентните аналитичари е и Никола Србов, исто така и доста добар историчар. Таму се наоѓа и еден декан, професори, истакнати спортисти. Таму е Димитровски деканот на земјоделскиот факултет, еден од познатите македонски на земјоделскиот факултет, така да сите тие луѓе се членови на партијата и многу е добро што решиле на еден начин да стопираат малку својата кариера и да оценат дека токму тие и токму сега се потребни на државата и се потребни на партијата. Да сите заедно пронајдеме еден излез за целава ситуација во која што се наоѓаме. И партијата и државата. Многу добро знаат и гледачите дека ВМРО ДПМН последниве неколку години е напаѓано буквално од сите страни и со сите куршуми, ако можеме така да речеме. Исто така и нашиот лидер, председателот Никола Груевски, и се прави едно делегитимирање на политиките на ВМРО ДПМН и се прави делегитимирање и рушење на личноста и кредибилитетот на многу функционери кои што имаат креирано и донесено многу значајни политики и проекти за граѓаните на Република Македонија. Овде кажете да многу интересна реченица. Не е добро за никого, да не повторам дека сте млад човек, политиките да се другаат врз личностите. Веројатно лидерот и се оценува неговата психичка стабилност за политика. Меѓутоа, ви сметали како млад човек во кампањата што се оди до дезовирање на личности, до ниво на невкус, на лични навреди, место содрување на проекти и квалитет на личности, кој може да ги реализира тие проекти? Ние посебно преку социјалните мрежи гледаме, сме сведоци на најподмолни рушења на личности, на семејството. Било тоа да се работи за Заев или за Никола Груевски. Ма сепак како вкусот да го допре дното. Што вие како човек мислите? Видете, значи, секоја вистинска демократска земја која што се стреми на патот на евроинтеграциите, односно на проевропа и про-НАТО, мора да пристапи кон креирање и подобрување на такви елементи кои што ги кажавте вие, односно рушење на кредибилитетот низ кампањи во политиката на определени политичари кои што ние ги сметаме за потенцијална опасност. Тоа е политиката на нашиот политички опонент кој што ја спроведува веќе неколку години и тие сметаат дека со оценување на некои личности кои што се истакнати во општеството, испуштање под секој ниво, ако може да кажеме, дека тие ќе успеат да ги освојат симпатиите кај народот. Јас мислам дека тоа време помина и дека на граѓаните сега многу им е и дури повеќе од јасно што се случува во нашава држава. Значи, за какви луѓе станува збор и за какви политичари станува збор од двата политички табора. СДСМ вели дека дадениот збор бил збор, но сепак ние од ВМРО имаме еден став кој што вели делување, а не зборување. И токму тоа е она што го прави и ВМРО ДПМН и сите политичари, значи делата, проектите, се она што ги имаме направено за граѓаните, на едната страна позитивна во споредба со нашиот политички опонент. Така да сметам дека тоа не е добар начин за водење на политика кој што нашите политички опоненти го потребуваат. Сепак треба да бидеме сите луѓе, сите живееме во Македонија. Македонија е мала држава, градовите се мали, сите многу добро се знаеме и треба заедно да направиме една кохезија за доброто на нашите граѓани. Сепак ние сме во служба на нашите граѓани, односно како што се вели public service. Тоа е задачата на првенствено на политичарите.
Така, добар став ваш, барем според мојот вкус, дека навистина не треба да се поминува долнијата граница на рушење на било кој личноствено граѓани во Република Македонија. Сега имам овде едно друго прашање. Ние во Македонија, а и околните земји, ама ние посебно во Македонија, од тамо некаде од 2000 години нааму, а посебно од 2006 година, не поминуваме повеќе од 15 на 18 месеци повторно да не влеземе во еден изборен циклус и како да сме постојано во предизборие, постојано со правила, постојано со нестабилности и затоа сме и оценети како простор кој е нестабилен. Но, моето прашање е следното. Се ревитализира, се освежи извршниот комитет. Имаше ли партијата критериум според кој рече вака сега ќе одиме. Вака ќе ни бидат кандидати за градоначалници, ова треба да го исполнат и вака ќе ја составиме листата која ќе биде одлика на нашето политичко мислење и социјална слика која ние ја сваќаме. Постоеше ли таков систем на вредности? Да, ВМРО ДПМН секогаш е на страна на принципите и на зачувување на вредностите. Како што рековте убаво, се наоѓаме постојано во едно предизборие и мора да напоменам дека ВМРО ДПМН е присутно секогаш на теренот помеѓу граѓаните, без оглед дали станува збор за прибирање на идеи, слушање на нивните проблеми, предлози од нивна страна. Ние постојано сме низ сите градови со граѓаните, на средби во секој град, во секое село, секоја улица, секое маало. Исто така, мора да напоменеме дека сите тие кадри кои што се изберени за советници, за градоначалници, се најкапацитетните кадри во моментот кои што ќе застанат за одбрана на политиките на ВМРО ДПМН и пред се за одбрана и зачувување на интересите на граѓаните во тие места каде што ќе ги застапуваат. Овде прашањето го поставил затоа што на оваа телевизија има програма во Источна Македонија и овде во тројката имавме повеќе или помалку кандидати за градоначалници, скоро истите луѓе. Оценивте ли дека тие луѓе ја завршија својата задача и може да дадат нешто ново? Да, значи тие луѓе станува збор за луѓе кои што се докажани во својата област, кои што се постојано со граѓаните, како што рековме, делување, а не зборување. Станува збор за многу реализирани проекти за Источната Македонија. Сепак граѓаните одлучиле довербата да дадат на тие луѓе. ВМРО ДПМН е демократска партија и не донесува одлуки без да го слушне мислењето на граѓаните. Секако ние имаме своји начини на комуникација со граѓаните и резултатот на таа комуникација се токму и тие кандидати кои што се предложени за локалните избори 2017 година. Кога се правеа листите, методологијата велеше дека имате 50 кандидати, па се селектираш и така натаму. Но она што ние од страна може да читаме дека листите ви се проширени или во првите добитни места со коалиционите партнери. Што беше нова политика или порака до граѓаните? Значи, ВМРО ДПМН на овие избори, како што рековте, учествува со коалиционите партнери и многу е битно да се дел од тие коалициони партнери, да напоменеме, се луѓе кои што доаѓаат од помалите етнички заедници и мора да напоменеме дека во определени места мора и треба задолжително да се слушне и да имаат помалите етнички заедници представник во управување со локалната самоуправа, односно со дадената општина. Исто така, ВМРО ДПМН е граѓанска партија и секој оној кој што е способен и кој што пројавил или сака да пројави желба за учество во креирање на политиките на ВМРО ДПМН без оглед на тоа од која етничка група доаѓа, е добредојден во редовите на ВМРО ДПМН. Затоа говори и последниот факт дека во новиот состав на извршниот комитет на партијата се вклучени и неколку лица, доктори кои што се познати и добри во својата област од помалите етнички заедници. Сепак, Македонија е мултиетничка држава и мораме да ги вклучиме и помалите етнички заедници во донесувањето на одлуки за заедничкото подобро живење во нашата држава. Сметате дека проширувањето со помали коалициони партнери ќе донесе тоа
како што вие велите, се ослика сликата во Македонија дека е мултиетничка заедница, меѓутоа она што јас го поставам како прашање е овде често пати има судир на програмите или програмските определби, едно е десна партија, Павлегова лева, па Титови десни, леви, средни сили и така натаму. Недефинираност која одлика на нашево време. Ние немаме веќе десни леви партии, затоа што сите делуваат некако да се дојде до власт. Сега, се водеше ли сметка за тоа дека тие политички партии треба да ги, кога се веќе коалициони, да ги репрезентираат и граѓаните, а не само да видат од таа партија? Колку гласот на вас извршен комитет ви се слушаше, кога велите да, ова место е да карикираме на Социјалистичка партија, вие мора да го даете и недобриот од вас, а не само за да биде член? Токму така. Значи, приматот беше пред се ставен на кадровите потенцијали на коалиционите партии, односно лицата кои што доаѓаат од тие области, да го понудат тоа што го имаат стекнато образование, искуство од своите области во општината, односно во советот, каде што ќе партиципираат како дел од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Значи да, се води сметка за тие работи. Сега, кога веќе се направи се, кандидатите се предаде во Државната изборна комисија, за 10 дена започнува кампањата. Накратко вака. Кои се целите во кампањата, која на високиот партиски орган ќе ги потенцира за добивање на повеќе гласови и како програма на партијата, она што најчесто го викаме дух на изборите, во кој што ќе се бара толеранција, исклучивост, ќе се бара потенцират одредени точки. Постои ли така една програма на која што може да се повикуваме? За ВМРО ДПМН можам да кажам дека секој ден, секој нареден ден е подготовка за нешто ново. Исто така и со овие избори. ВМРО ДПМН за овие избори се спрема многу напорно, многу цврсти ставови имаме и главната цел која што ни е на овие избори и на нас како извршен комитет и на централниот и на општинскиот комитет е убедлива победа на локалните избори 2017 година. Ние мора да работиме многу за да ја вратиме државата на вистинскиот пат. Сите сме сведоци што се случува последниве речиси 4 месеца откако СДС дојде на власт. Ќе ги наброиме подоцна тие некои работи. Мора да ја вратиме државата и ќе продолжиме да дискутираме и да се среќаваме со граѓаните за сите проблеми. Без оглед дали станува збор од областа на земјоделие и образование. Поентата на ВМРО ДПМН е да ја вратиме Македонија на вистинскиот пат. На патот каде што ќе имаме подобра економска политика од моментално оваа која што сега СДС ја руши. Отварање на нови работни места, привлекување на нови инвеститори, градење на автопатишта, на училишта, болници, градинки, значи се она што е во интерес на граѓаните. Убедливата победа на овие избори. Што ќе биде тоа, господине? Што ќе биде тоа да се карактеризира во недела навечер или по завршувањето на изборите во понеделник на 16 и излезе лидерот и каже ние убедливо победивме. Како ќе се квантифицира тоа? Видете, легитимитетот на овие избори на ВМРО ДПМН, односно убедливата победа, уште еднаш ќе го потврди делегитимитетот на СДС, на оваа власт. Значи ова е една порака од граѓаните до СДС и до целата заедница дека народот го сака ВМРО ДПМН. Народот само оценува кој ќе ги чува неговите интереси, кој ќе се бори за неговите права и идеали. Сепак има некои работи на кои што мора цврсто да застанеме пред се, заради тоа што народот тоа го бара. Така, еден од патиштата е, се надевам дека некој ќе подразмисли да не одиме секоја година на избори, но сепак тоа ќе зависи од социјалната состојба во едно општество. Без разлика кој ќе победи на изборите, ќе мора да одговори во општеството на неколку главни теми. Едното е вечното префрлување еден на друг дека се скршнува од патот кон Европа и кон НАТО. Значи, сведоци сме на последните 3-4 месеца во кој што се зборува дека ВМРО ДПМН не е на патот кон Европа. Останува ли на високиот партиски орган цврсто на тоа дека Македонија може да се придвижи напред само со членство во НАТО како безбедносен чадор и во Европската унија како услов за нени развој?
Македонија, како што знаете, е проевропска држава и про-НАТО држава, исто така и ВМРО ДПМН, и ние и претходните сите политики кои што ги имаме креирано се во согласност со политиките на Европската Унија, односно се правеше едно постепено прилагодување на она што Европа на некој начин го бараше од нас. Прилагодување на законодавството, буквално беше од сите области. Образование, култура. Добра работа е што ВМРО ДПМН останува на тие политики. Иако, започнува еден сомнеж од спинување или ставови на други политички партии кои велат, вие веќе не сте за Европа. Има ли одлука на извршниот комитет во кој се длабоко се потврдува овој правец? ВМРО ДПМН останува на овие политики, ништо не е сменето, освен тоа што сега ние се наоѓаме во опозиција, а СДС е на власт и нормално е да спинува такви работи од таква позиција. Но, сепак, господин Цветкови, некој ќе мора да одговори, тоа најбрго, без разлика кој како ќе дојде до власт, се надева на демократски начин, нели. Но, не ми одговорите една друга работа. Како ќе се квантифицира, што велите вие, убедлива победа? Тоа е еден убав термин, но значи ли тоа 400.000 гласа за листите за советници, најголем број на градоначалнички места, значи ли тоа најголем број на гласови дадена за вашите кандидати за градоначалници, во кој што ќе може да кажете, не имаме 395.000 граѓани кои не се за вашата програма, што директно значи делегитимирање. Постои ли такво квантифицирање на тоа што вие го нарекувате убедлива победа? Видете, квантифицирањето доаѓа само по себе. Сепак битна е бројката која што ВМРО ДПМН ќе освои на крај на изборите. Таа бројка да биде што поубедливо поголема од бројката на нашиот противник. Што значи, пред се најважна работа, според вас, за да може да биде тоа доказливо, ќе треба да се види на засоветничките листи колку гласа освоила вашата партија. Така. Сега пред да одиме на реклами, една само кратко. Рековте дека не се скршнува од патот кон НАТО и кон Европа, но сепак на некои прашања ќе мора да се одговори. А тоа е постојаните документи кои не стасуваат од Европа, условената препорака, па ќе била, дај Боже да биде за почеток и на преговорите. Таму велат вака: имате лошо судство, реформирајте го, имате неподносливо ниво на корупција. Значи, ако имаш реализирани толку проекти, сепак, ако некој те обвинува за корупција, ќе можеш да донесеш сет на закони и политика која тоа ќе го намали на прифатливо за Европа. Спремни ли сте за тоа? Бидејќи тоа огромен предизвик. Да. ВМРО ДПМН, како што знаете, ги работеше додека беше власт и на намалување на корупција, и на намалување на негативните макроекономски политики, зашто бевме и земја реформатор едно време во Европската Унија, од оние земји кои што претендираат за членство во Европска Унија, но и од оние земји кои што се веќе членки во Европска Унија, така да со враќањето на власт сигурен сум дека ќе работиме на таа проблематика и нема земја во светот каде што вие немате корупција или каде што не треба да има реформи во определена област, без разлика дали станува збор за судство, образование, култура. Реформите не се донесуваат од денес за утре. Реформите се процес кој што траат долг период. Така. И тоа променлива категорија. И тоа постојаност, не е тоа нешто што започне и заврши. Да, тоа е на постојаност која што треба внимателно да се следи, особено кога станува збор за корупцијата, за криминалот и за судството. Така. Поштовни гледачи, одржијата ми јавува дека сме тука некаде на половината од емисијата и време за ЕПП, а убаво велат политичарите, нашиот пат кон Европа е зацртан, трасиран, ама вчера излезе председателот на Европската комисија и вели првите земји кои ќе влезат во Европа ќе бидат најдалеко отишле Црна и Србија. Ние и Албанија влегуваме во проблем, сме од проблематичниот дел. Моje е само да го напомена, а политичарите ќе си кажуваат ваши нивните ставови. ЕПП, па се враќаме. Отворено на тема, по рекламите се разбира.
Со моја гостин овде допревме низа на теми кои ќе бидат значени за овие избори, а и состојбата во Македонија. Мене ми е посебно инспиративно, бидејќи се работи за млад човек и човек кој сака да се занимава со политика, е едно нештото кое од почетокот на светот до денес се смета за нешто што е голема одговорност и благородна работа, иако на Балканот ние ги мешаме со некои други занимања, но тоа да го ставиме за други емисии, а во оваа емисија продолжуваме со членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Марио Цветковски. Господин Марио, сега, одиме понатаму со една друга тема која овде кај нас е горлива и дојде до, посебно во Штип и во десетина други општини, до барање на советниците за распишување на референдум. Да не разглавуваме светската состојба во која што јас на почетокот, за која што на почетокот кажав дека последните 3 години се одликува со големо движење на народите. Зошто е тоа така? Ќе одговорат оние кои знаат стратегија или глобално по информации за глобалните движења кај нас. Народот, според една невладина организација и според пратениците од вашата партија, со право треба да биде уплашен за тоа дека во Македонија може да дојдат голем број на мигранти и да остарат. Каква е вашата анализа? Во МРДПМН имаше еден договор кој што сега го спинува СДС. Значи, тоа е договор за прифаќање на економски мигранти, така наречено бегалци, но тој договор и стратегијата на СДС сега се две спротивни работи. Стратегијата на СДС е за 10 години, а договорот кога беше подпишан, тогаш не беше се уште почната, мора да го знаат тоа гледачите, се уште не беше почната сириската криза, односно војната во Сирија и во долниот регион. Значи, тогаш стануваше збор за енормна бројка на мигранти. А денеска имаме бројка која што е многу голема. Значи, тоа станува збор за милиони. Так, 1 милион помина низ Македонија 1 милион само помина, 2016. Да, само од 2016 убаво рековте 1 милион помина. Стратегијата не е добра. СДС пробува да спинува, како што рековме, дека тоа е дело на ВМРО ДПМН, но тоа воопшто не е така. Значи, да не е така или дека, ако да се донесе рековме така, дека тогаш војната во Сирија не беше почната, но суштински се неколку работи да ги напоменеме за стратегијата која што ја од СДС ја кријат на некој начин, односно сакаат да ја поминат под маса. Сепак ние велиме дека ако е нешто добро, треба да се стави на маса и да биде испромовирано. Едни од работите кои што ги бараат е 100 локации, 100 парцели низ државата, каде што ќе бидат изградени на буџет од државата мигрантски центри. Значи, во стратегијата постојат и 4 точки, односно 4 елементи кои што ќе бидат приоритетни за овие лица. Тоа е, како што рековме, пронаоѓање прво на домување, образование, вработување и на крај стекнување на државјанство. Дури таму во стратегијата има некои елементи напишани дека може да стекнат и државјанство без приложување на документите од земјата на потекло, што е воопшто не е логично тоа што го нудат. Сведоци сме дека во предизборието СДС се залагаше за транспарентност, но на дело сега транспарентноста овие 4 месеци никој не ја гледа, ниту народ, ниту политичките партии. Гледаме само правење на некои работи, како што рековме, под маса. Ваквата стратегија и ваквиот план за сместување на тие мигранти во Македонија е катастрофален. Пред се, значи, понижување на народот. Сепак политичарите немаат легитимитет за донесување на сите одлуки кои што се однесуваат за национална стратегија, односно кои што треба да не бидат национално богатство за зачувување. И мислам дека ова прашање беше покренато на референдум низ општините каде што не е СДС на власт и многу е битно граѓаните своето мислење да го кажат на референдум. Сепак ние сме партија и држава која што се стреми, како што рековме во претходниот дел од емисијата, во Европа
И еден од тие демократски чинители, односно една од тие демократски алатки, преку кои што треба да се слушне гласот на народот, на граѓанството за националните теми, е и токму референдумот. И референдумот е како најдемократски начин на изјаснување, и референдумот е, одлуката од референдумот е облигаторна, задолжителна за сите политички партии, без оглед дали станува збор за политички партии од левата провиниенција или оние кои што се десно ориентирани. Вака, и како одлука на граѓаните, сепак помалку е ризичен начинот на кој ќе се спроведе таа демократска одлука. Меѓутоа, како што рекоте, облигаторен е заклучокот. Што ако дел од тоа не се појави како вистинито, зашто обвинуваат, нели, има само 10 или 13 во моментот такви личности, и ако не се појави целата таа река на мигранти, за која што за неколку дена ќе разговараат Буш и турскиот председател, и ако сето тоа за некое одложено време не го видиме овде, треба да бидете изложени на притисокот од другата партија дека во лични партиски цели сте го направиле тоа. Свесни ли сте дека тоа може да донесе и негативни конотации? Воопшто не е така. Пример за тоа е и последната изјава на министерот, односно на новиот шеф на македонската дипломатија Никола Димитров. Тој во интервју за Deutsche Welle има свое излагање каде што вели дека Македонија е подготвена да прими мигранти. Значи има СДС неколку показатели кои што укажуваат на тоа дека ние треба да бидеме спремни да ги примиме тие луѓе во државата. И мора да напоменеме уште една работа. И повторно ќе напоменуваме. ВМРО ДПМН не е против тие мигранти и не е против лошата судбина. Тие луѓе имаат своји проблеми, во нивната држава се војува и нормално е да бегате. Но сепак Македонија е држава каде што примат и за вработување и за сите права треба да имаат државјаните на Република Македонија. Сепак отварањето на 100 мигрантски центри низ државата е сериозна бројка, која што прво прашање од финансиски аспект, дали буџетот и општините, односно таму пишува дека е 100% од буџетот на Република Македонија, тоа ќе го издржат финансиски. Сепак државата треба да си постави некои приоритети во иднина како ќе ги гради своите економски политики. Така. Сепак ќе бидеме сведоци на тоа, нели? Како тоа ќе се развива. Во Македонија, еве сега како клучна точка пред локалните избори, на кој што и едната и другата страна се обидува да даде апостроф, а тоа е законот за јазиците, употребата на албанскиот јазик пред се, како втори јазик или дефиницијата во предлогот албанскиот како службен јазик и таму на местата каде што се 20% или на територијата на Република Македонија како, вие сте правник, знаете што значи тоа персонална автономија. Сега, одиме без протиставени мислења. Вашиот став околу тоа? ВМРО ДПМН не е против решенијата кои што ги носи СДС, но мора да се напомене дека е за уставноста. Значи, ВМРО ДПМН е против решенијата и одлуките затоа што тие одлуки се против уставот на Република Македонија. Прашањето кое што се наметнува со, како што рековте, законот за јазици, односно употребата на јазиците или законот за двојазичноста, како што милуваат да го кажат тоа граѓаните, бидејќи почнаа веќе да се свестат за што станува збор, мора да се напомене дека ние не сме против албанците, конкретно како една од поголемите етнички групи во Македонија, најголема етничка група во Македонија, но сепак треба да ги погледнеме работите и од една друга страна. Во Македонија не се само македонци и албанци. Во Македонија се и други етнички групи кои што живеат тука и кои што нормално е да ги бараат своите права. Но тука во овој закон кој што се предлага, нивните права мислам дека се изостанати. И тоа не е добро, затоа што одма упатува на една работа која што води кон бинационалноста. А бинационалноста, историјата многу добро покажала дека не води кон нешто добро, туку води кон
федерализација и брзо распаѓање на државата. Така да, за некои работи, исто тоа што го дискутиравме, треба малку поголема расправа. И треба да се прашат сите еминентни лица, научници, да има една отворена и широка дискусија за оваа точка. Сепак тоа, се извинувам само да се докажам, сепак станува збор за воведување двојазичност во Република Македонија. Нешто што го нема во Уставот на Република Македонија и кои што тие се кои што се обидуваат да го поминат низ мала врата. Со ставање на европско знаменце за кое што немаат доволен број на аргументи и можеме да кажеме дека буквално целиот предлог закон е спротивен на Уставот и на се она што е право во Република Македонија. Така. Да се вратиме на реалната политичка сцена, се ова во ред, вие верите ако не е во согласно со Уставот, но тоа не значи дека албанците, нашите сограѓани нема да престанат да го бараат тоа. Па дури и до цена на промена на Уставот. Постојаните барања, сум малку постар од вас и го знам тоа уште од 50-тите години, албанците и својот јазик и барањето за Косово Република или за пишување на албанскиот народ во Уставот на Република Македонија. Знаете дека Република Македонија според Уставот од 74 година се дефинираше како држава на македонскиот, албанскиот и турскиот народ. Да. Така? Сега, ова е континуирано. Албанците ќе бараат двојазичност. Како Македонската партија, демократска македонска ВМРО, внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, ќе ги артикулира македонските интереси и постојаните барања на албанците? Значи, многу е битно да се напомене дека ние не сме против албанците или против другите етнички заедници и сме за унапредување на правата на етничките заедници во Република Македонија. Повторно ќе го кажеме тоа, сепак тие живеат во Република Македонија, се граѓани, државјани на Република Македонија и нормално е да бараат своји права. Што е тоа за вас прифатливо? Например, вие сте правник, рекол персонална автономија. Да дојде, например, еден албанец во општина Штип и да бара да му се издадат документите на албански. Тоа е тоа што го нуди СДС. Така. Што нуди другата страна? Типичен пример, другата страна. Значи, мора да најдеме едно консензуално решение за овие прашања. Сепак, овој постоечкиот закон кој што е за користење на друг јазик кој што е на територија каде што живеат над 20% од определена етничка група, сметам дека е добар и дека треба да се работи на негово унапредување. Сепак ние од Европа немаме ниту обврз како на Европската унија, ниту некои препораки во насока на овој закон што тие го предлагаат, но имаше еден вид на договор помеѓу политичките партии СДС, ДУИ и останатите да се работи континуирано на унапредувањето на јазиците во Република Македонија. Сепак согласно Уставот, официјален јазик во Република Македонија е македонскиот јазик. Но она што се обидуваат, како што рековте вие, за издавањето на документите на албански јазик во Штип, тоа е тоа што се обидуваат да го направат СДСМ, односно воведување на целосна двојазичност на територија на Република Македонија, почнувајќи од Дојран, Свети Николе, Македонски Брод, Прилеп, Штип и така натаму. Поентата е што не објаснем една работа, вие како што рековте. Албанецки дојде ќе побара однос кон државните органи на албански јазик да му се издаде документ, ќе може тоа да го направи Турчин според сегашниот закон? Според сегашниот закон не. Затоа што таму се експлицитно наведени дека право имаат примат, односно изедначување со македонскиот и албанскиот јазик. Токму затоа и ние зборевме дека од една страна им се фаворизира една етничка група, од друга страна се ставаат во една починета улога останатите етнички групи кои што сепак не се за занемарување нивната бројка. Она што сакав да го докажам за двојазичноста надвор од оние места каде што не живеат во поголем број етничките заедници, односно се под 20%, типичен пример за тоа е Велес. Значи, вие како албанец во Велес може да побарате со овој закон кој што го нудат, предлог закон, да ви се издаде, односно да комуницирате со институциите на албански јазик. Но тоа право ќе го немаат, например,
втората и третата етничка група по бројност, Тамо се бошњаците и турците. Така да во Велес албанците се четврти по бројност, а приматот ќе имаат пред вторите и третите, значи пред бошњаците и пред турците. Освен тоа, овој закон има многу нелогичности, значи таму нема направена една проценка за финансиски средства, колку ќе бидат доволни за негово спроведување. Сепак станува збор за вработување на илјадници преведувачи, лектори и така натаму. Убаво го разловивме ова, бидејќи овде останува непознаница досега. Јас се согласен со вас дека поголема нужна е поголема дискусија за ова прашање, бидејќи се реструктуира, се прави ново лице на државата. Да. Но останува политичката реалност. Ке дојде гласањето за јазикот, веројатно имате стратегија како тоа дипломатски ќе го направите, но нашево како граѓани е ни риба ни девојка, нели? Да се пошегуваме по нашите, според сваќањето на нашите сограѓани. Ако гласате против, тоа значи по ова искристализирана поделба во Македонија, тоа значи дека на минимум ќе ги сведете гласовите на албанците и за Куманово, за градоначалник, и за Скопје, и за другите мешани средини, а па ако го прифатите тоа, веројатно тоа ќе најде на удар на друго мислење, на сензибилизирано македонско население. Излезот го знаете вие. Што велите за мојава анализа? Видете, и самиот Зоран Заев е свесен за неуставноста на овој закон и е свесен дека и кога ќе почне јавната расправа и кога ќе дојде до Уставен суд целата оваа работа, дека тоа ќе падне. Да, но тоа ќе биде во декември. Но оваа работа треба да ја размислат граѓаните. Значи, ова е едно класично манипулирање со чувствата на гласачите токму пред локалните избори. Значи, вие гледате дека на каков начин тие се занимаваат да си присвојат гласови на својата страна. Сепак, мора да потенцираме, станува збор за предлог закон кој што е над 90% неуставен, почнувајќи од неговото предлагање, од она што е сочинето во него, па до ставањето на европското знаменце за така наречена убрзана процедура. Значи, освен тоа, изворот на законот го нема во Уставот, а овој закон се става во една ситуација над Уставот. А сите многу добро знаеме дека Уставот е тој кој е предлагач на закон, владата? Како? Кој е предлагач на овој закон? Владата на Република Македонија. Така е извести Европската комисија. Значи, досега постапката според Уставот е запазена. Предлагач е легитимен орган, овој пат владата, но јас во рете, ама мене ми изгледа малку тенко ова чекање на Уставниот суд како редовно легална постапка во Република Македонија. Меѓутоа политиката кај нас не се многу држи до постапките и до законите. Сепак има една состојба во која што претпоставувам дека ќе се гласа пред изборите. Сметате ли дека тоа е предизборна стратегија во која што вие секако ќе бидете ставени да донесете одлука? Ова или она? Граѓаните ги следат јавните расправи во собранието и целото ова зборување што и од моја страна и во целата држава што се случува, мислам дека ја препозна политиката на деструктивност и политиката на протнување на вакви сензитивни работи на мали врати, се со цел присвојување на избори токму на гласови пред изборите. Така. Со тоа што почнеме, предлагам и да завршиме. Вашата генерација ги прифаќали методите кои се многу подрастични во последните 7-8 години, со навлегувањето или можноста преку социјалните мрежи секој без одговорност да каже што мисли, а најчесто не мисли, или предиспозиција за мислење е нешто друго, но кои се сведуваат на најобични навреди. Сте млад човек и занимавате со политика. Вашата порака до граѓаните, потребно ли е толку самоуништување? Видете вака, секој човек е господар на својата судбина и господар на своето право слободно да одлучува како ќе живее, каде ќе живее, што ќе работи, со што ќе се занимава во животот. Но сепак ние мора да разбереме дека сите ние што живееме во Македонија ја делиме таа една иста судбина
и мора да ги оладиме главите и да седнеме на маса да разговараме. Станува збор пред се за нас младите. Сепак јас сум млад човек кој што утре е решен тука да го проведе животниот и работниот век и тука да ги одгледа своите деца. Консензуалноста е нужност. Исто така упатувам до сите млади луѓе. Значи, мораме да се грижиме за нашата држава. Ние друга држава, друга татковина немаме. Освен македонскиот јазик и освен Македонија, ние друго немаме. Мора да се грижиме и сите заедно да живееме во оваа држава. Така. Добро. Еве. Мене ми се допаѓаат пораките за соработка, пак за без разлика од која генерација се однесуваат или кому се упатуваат, бидејќи се нужност. Останата ќе биде само декорација од изминатите години кога некои со носталгија ќе се сеќаваат за нешто. Тогаш беа изборите вакви или накви. Меѓутоа, факт е дека за нивното ниво мора си да се погрижиме. Благодарам што бевте дел од моја емисија. И благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со Марио Цветковски и што сакав на крајот да како заклучок ви го кажам, тоа што самиот мој гостин го рече, секој има право за својата судбина да донесува одлуки. Но цивилизацијата се движи на правото до рамките на другото право. Нема права без одговорност. Мојата слобода е ограничена со слободата на другата единка. Инаку не е организирано општество. Сваќањата во транзицијата наметнати дека криминалот, непочитувањето на законите, па и безпотребно е да се зборува за етички вертикали, за морал, изгледа дека ќе мора да се преиспита. Современите општества се базирани на цврсти правни рамки и на цврсти морални парадигми, на цврсти морални платформи. Погледнете ги сите успешни држави на светот. Не може да се подржи изјавата на еден наш градоначелник кој вели во политиката нема морал. Јас за тој градоначелник никош нема да гласам. За тој што изјави нема да го споменувам, наш во Македонија не е од тројката и вели во политиката нема морал. Точно, господине градоначалниче, ама тоа нема заради времето во кое живееме. Напротив, во политиката треба да има најголем морал затоа што се работи за нашите средства и за условите во кои што ние живееме. Толку од мене за денес. Утре повторно отворена на тема, друг гостин и се до 25 ќе зборуваме со представници и на политички партии кои не се на листи, но кои ќе зборуваат за програмите, не за фаќајќи од тоа што конкретно ќе биде политичка програма за политичка понуда во изборите. Довидување до утре.